секоја година и оваа година во пресет на 25-та година традиционално ги наградуваме најдобриот пожарникар спасител и најдобриот полицаец во нашата општина. Во моје лично име, во име на граѓаните, им се заблагодарувам за нивниот професионален ангажман и верувам дека истите ќе бидат примери за останатите нивни колеги во службата. Можам да истакнам дека оваа година која што одминува, 24-та, имавме високо ниво на соработка со полицијата во градот, а дополнително и нашите пожарникари многу ревносно и професионално се извршува својата работна задача. Во 2025 година им посакувам првично мир, благосостојба во нивните семејства и што помалку работа, особено на пожарникарите, но секогаш да бидат тука во функција и потреба на нашите граѓани. Општина Куманово секоја година има вложување во делот на територијална противпожарна единица Куманово. Тоа темпо ќе продолжи со тој интензитет. Ова година ќе се обидеме да формираме, тоест да го дооформиме нашето доброволно противпожарно друштво. И во оваа прилика ја користам, особено на младите луѓе, да им испратам порака да се вклучат во тие волонтерски активности. Имавме можност годинава да бидеме дел од еден проект на поста на Австрија со Тирол, каде што разговараме, ги видовме нивните искуства и доколку истите ги пренесеме, а ќе добиеме и дополнителна логистичко-техничка подршка од нашите пријатели во Австрија, мислам дека ќе ги засилиме нашите капацитети, особено во делот на гасење на пожарите на отворено во летниот период кои што се присутни тука. Посакувам 25-та година да биде мирна, стабилна и успешна за сите. Здраво, јас сум Никола Богдановски, вработен во територијалната противпожарна единица Куманово. 6 години како работам, како пожарникар спасител. Како беше оваа година? Да, оваа година беше 2024 напорна година. Учествувавме и во други општини, во општина Неготино, на планината Серта од неготинска страна, на гасење на пожари. Сакам да се заблагодарам на сите вработени во територијалната противпожарна единица, посебно на командирот Дејан Илиевски, што ми избра за најдобар пожарникар на 2024 година. Исто така на моето трето одделение, што сите интервенции ги извршував заедно со нив. Јас сум Аднан Бислими, вработен во Министерство за внатрешни работи од 2003 година. Значи 21 година стаж во МВР. Во кој однос? Во ПС од група за интервенција. Една голема благодарност до старшинскиот кадар при СВР Куманово, што го цениле мојата досегашна работа. Исто така благодарност и до колегите, бидејќи без тие не би постигнал овој успех што го имам. Тоа е. Некако паѓа интересот за младите да влезат во Министерството за внатрешни работи, односно да бидат полицајци. Која ќе биде вашата препорака? Па треба да конкурират, пошто полициска работа е одговорна работа. Ако се работи професионално, нема што да се плашив да работи. Само професионално ако си ја завршат работата.